Добро утро, колеги. Да, постојаното седење, работа пред компјутер и се помалку пешачење може да предизвикаат болки во вратот и грбот. А за тоа дали има решение и како да се постапи во ваков случај, утро во новаа тема разговараме со физиотерапевтот Илија Жежов. Илија, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Добро утро, Мартин, до вас, добро до гледачите на Македонска телевизија. Благодарам што ме поканивте да бидам утро со вас. Се почесто млади, но и повозрастни се жалаат на болки во грбот и во вратот, особено тоа предизвикано од постојаното седење на компјутер, работа од дома, но и се помалку пешачење. Дали ова може да се каже дека е болест на модерното време? Така, мобилна телефонија во последно време, се повеќе и повеќе зема замав, така што дегенеративните процеси на рабетниот столб стануваат се почести заболувања на рабетниот столб. И јас често до гледачите сугерирам моите гостувања да бидат физички активни, редовно да вежбаат и редовно секако да посетуваат физиотерапевт. Освен вежбањето, редовно да го превенираат здравието со редовна посета на физиотерапевт. Така. Илија, кажете ми кои се првите предупредувачки симптоми што не треба да ги игнорираме и кои укажуваат дека проблемот е се посериозен? Така, најчесто се јавуваат болки во рабетот, така што тие болки подоцна може да преминат во доста посериозна диагностика, доколку нели таа диагностика не се третира. И јас затоа велам често луѓето да земат да одредена физичка активност да прават кој што ќе им биде нели соодветна и секако редовно да посетуваат физиотерапевт. Најчесто при вакви појави на болки кога ќе се појават во рабетниот столб, ние физиотерапевтите често правиме прво еден детален физиотерапевски преглед у кој утврдуваме фактичката состојба и ја следиме состојба дали настанала некоја посериозна диагностика, што е кифоза, лордоза, некоја искривување или пак некоја почетна сколиоза. За голема среќа и поголем дел од овие луѓе кои што појавуваат вакви болки, најчесто се болки кои што се јавуваат поради долгото седење пред компјутер, слабата физичка активност, кои тука настануваат млечни киселини по самата мускулатура, а тие млечни киселини ако не се отстранат со еден вид на масажа, со еден вид на вежбање, можат подоцна да преминат во некој вид на калцификати и тие калцификати после тоа да преминат во поголеми оштетувања на рабетниот столб, дегенеративни промени, да се јават и секако овие диагностики што во моментов ги набројав како кифоза, лордоза, сколиоза и друг вид на диагностики. Каква улога има неправилното седење, потоа лошата положба на телото, но и користењето на мобилни телефони во појавата токму на овие болки? Така, прво поради сето ова што го набројавме во моментот, може да се појават одредени видови на болки. Тие болки ако се игнорираат подоцна можат да преминат во одреден степен на искривување на рабетниот столб, па потоа може да се јави девијација на самите прштински тела на рабетниот столб, да дојде до некоја оштетување на самите дискуси и понатака болките да бидат неиздржливи. Се најчесто луѓето посегнуваат по медикаменти, тоа се апчиња кои што можат да ги смират болките во одреден период, но тоа не е перманентно решение, единствено решение во кое што може да се помогне во сите овие проблеми е физикална терапија. Под физикална терапија може да подразбираме вежби кои што може да бидат индивидуални, работа со физиотерапевт или пак медицинска масажа која што може да ни помогне да се смират болките, да се опушти мускулатурата и секако да се стабилизираат оние појави на болки кои што се јавени во одредената регија. Кога е доволно да се превенира со вежби во домашни услови, со промена на навиките, а кога треба граѓаните да се обратат до стручно лице и да побараат помош? Во која стаза од болките? Видете, независно од тоа, колку се појавени болките кај луѓето, секогаш физиотерапевтот е тука да им помогне. Не мора да имате воопшто никакви болки или ништо да ви се случува во вашето тело за да побарате помош од физиотерапевт. Добро е еднаш месечно да правите медицинска масажа која што ќе го опушти вашето тело, која што ќе го релаксира, каде што ќе ја подобри циркулацијата, и каде што ќе увиди физиотерапевтот дали се настанате некои дегенеративни промени, па ќе ви даде некоја упатство понатака да преземете следен чекор од рентген диагностика, магнет диагностика или компјутер за да се утврди фактичката состојба во која што во моментот се наоѓате. Со превентивното превенирање на физикална терапија може да спречите поголеми дегенеративни процеси кои што може да направат поголемо оштетување на рабетниот столб.
Кои едноставни вежби би ги препорачале граѓаните што може да ги направат во своите домови, а сепак да избегнат до појава на вакви болки во грбот, но и на вратот? Видете, често јас преку социјалните медиуми постирам вежби, мораме да бидеме искрени дека граѓаните дома не вежбат, но она што би било добро е да одат во телетани. Пешачењето исто така 2-3 пати во текот на неделата по 40 на минути е доста добро, но телетаните се клучно решение каде што може барем 2 до 3 пати во тековната недела луѓето да одвојат време по 1 час, а дека тоа ќе сега кажеме, нели немаме време од натрупани обврски, тоа се само некои извадоци. Ако мораме да најдеме време за себе, бидејќи јас би кажал физиотерапевт дека единствената инвестиција за здравието е најголемата инвестиција што може човек да си ја посвети за себе. Затоа велам редовно да се превенира со вежбање, бидејќи вежбањето освен што ќе ги спречи сите овие њус појави нели на болки, може да ни го подобри здравието, секако и да се чувствуваме подобро, во одлична состојба, секако и да немаме нели појава на одредени болки. И за крај на нашиот разговор, која е вашата порака до младите кои веќе имаат хронични болки, дали со навремена терапија може целосно да се спречат посериозни проблеми со рбетот во иднина? Што кажав, со одредена диагностика со која што ќе се утврди проблемот на секој лице што има проблем, ако физикална терапија клучно решение ќе му помогне во справувањето со сите овие болести. Илија, ви благодарам за одвоеното време и што утрово бевте дел од утринската програма на јавниот сервис. Благодарам и до вас. Колеги, разговаравме со Илија Жежов, физиотерапевт. Наша тема беше болки во вратот и во рбетот, за тоа како да се превенира и кога треба да се посети стручно лице кога ќе се појават вакви симптоми.